Го погледнавме прилогот на колешката Ива Трајковска, сторијата во соработка со Тинекс. Сега се враќаме на анализа на настаните од светот и регионот со колегата Дејан Андоновиќ. Меѓутоа, пред да тргнеме да го анализираме светот, колешката Атовска ќе ви соопшти една информација од регионот, од соседна Грција, која што дојде. Така, она што е денеска во фокусот секако она што се случува внатре во грчкиот парламент, а тоа е гласањето, односно расправата за Преспанскиот договор. Бурни денови во Атина, во грчката престолнина, протести надвор во неделата и прилично насилни, додека внатре во собранието по преживувањето на владата на Ципрас и онаа доверба која тој сам си ја иницираше, сега на дневен ред на пленарна стигна и Преспанскиот договор. Според очекувањата тоа требаше да се случи вечерва на полноќ, односно гласањето, меѓутоа како што туку јави дописничката на МИА, Сања Ристовска, гласањето ќе се случи утре во 14:30 часот по локално време, што би значило дека веќе во 13:30 часот овде би требало да го знаеме исходот од тоа дали Преспанскиот договор помина во грчкиот парламент и со тоа да се заокружи барем оној формално правен дел што се однесува до македонско-грчкиот договор. Дејан, добре дојде, мала диверзија, моравме прво да ги информираме. Тоа е доста важно за нас што се пред се. случува така. Може би и најважно за нас од она што денеска барем се случува. Решението е на дофат да се заврши целата таа 27 годишна голгота, би рекол, околу уставното име на Република Македонија. Компромисот ќе го видиме како ќе заврши тоа гласање. Она што е интересно е најголемиот кочничар во грчкиот парламент и во грчката политика Мицотакис и неговата неа демократија, па и сите други тие десничари, па и Има обид да побараат повторно гласање, еден пресек за гласање на доверба, меѓутоа ми се чини дека работата е веќе у финална фаза, особено што германската канцеларка Меркел денеска го повика Мицотакис, онака и официјално да го подржи тој Преспански договор. Ако можеме да направиме една паралела помеѓу она што се случуваше кај нас и ова што се случува во Грција, кај нас исто така беше тежок процесот, барем до моментот до заокружување. Пројдовме и референдум и сите оние напади во јавноста што се случија, меѓутоа, нели мислиш дека можеби во Грција е малку потешко да се потешко е воопшто нивната, овој договор со оглед на фактот дека они имаат многу ако можам да кажам, националистички движења предводени од опозицијата, иницирани од опозицијата. И поагресивни се, значи грците се познати по своите протести за се и се што, за многу да кажам, ако да се изразам така, помали вредности општествени, каде што знаат да направат огромни протести, да гори Атина и поголемите грчки градови, утредента ником ништа да не биде, особено ова што сега веројатно опозицијата си наоѓа причина зашто да ја бутне актуелната власт. Десничарите особено се таму силни, екстремната десница е уште посилна. Јас полно пати сум зборувал у своите анализи дека денеска веќе и нема некоја разлика помеѓу екстремната десница и екстремната левица, кога треба да се руши и пали и да се напаѓаат полицајци, сите се исти, особено што има таму нагомилана еден гнев во, би рекол, грчкото, меѓу партиите тие посетни, ајде само општеството, не би сакал да навлегувам и она криза што ја има. Во секој случај, пак ќе повторам, решението е на дофат, топката е кај нив, они треба да го изгласаат, доколку го изгласаат, ќе заврши целата оваа, би рекол, сосема известно дека ќе биде изгласан. Особено што пред малку она како повикот на Меркел и официјално, колку и да зборуваме сите ние што анализираме меѓународна политика дека Меркел си заминува, да не забораваме дека Меркел останува на канцеларската позиција уште најмалку 2-3 години, сепак е политичар кој ќе се повлече од политиката, ќе има големо влијание. Така да мислам дека повеќе или помалку работите се. Го мачи едно друго прашање, ако може така да се каже, односно конкретно сега на повидок ли е граѓанска војна во Венецуела, каде што големите сили веќе се кршат околу поддршка на двајцата председатели прогласени. Многумина денеска ќе кажат зошто Венецуела. Венецуела е топ вест во светот денеска и ми се чини она тежиште што го разглабаме сите овие денови на судир на истокот и западот од Крим преку Блискиот исток на Балканот, но оди во Латинска Америка. Ние во ова студио го анализиравме дека Венецуела е потенцијално жариште веќе подолго време. Таму е прашањето или ќе падне социјализмот на Мадуро наследен од Хуго Чавес, починатиот нивен претседател, или ќе дојде до граѓанска војна.
Венецуела од денеска има 20 председатели, што е дополнителен на сигнал дека Венецуела, 32 милионската Венецуела, може да дојде до сериозна граѓанска војна. Што е со светските сили? Токму така, поделеноста на светските сили, дали е можеби ова преголем интерес од страна на светските сили за Венецуела, бидејќи можеби не е толку во центарот на внимание, дали сепак имаат интерес кај Имаат голем интерес, треба да се знае податокот дека Венецуела е држава со најголеми резерви на нафтата во светот, на нафта во светот и со огромни добра причина за војување. Добра причина за војување е нафтата, нели? И огромна стапка на сиромаштија под Мадуро, како што тврдат. Како што пишуваат барем дел од медиумите, поради што нели ете зошто Трамп толку сакаше да го направи зидот. Значи интересот е огромен. Веќе се поделени светските сили, таму и во минатото веќе беа поделени. Од една страна се, она што е интересно е дека американскиот претседател и околу 7 латиноамерикански држави, меѓу кои Бразил, Парагвај, се за новиот председател на собранието кој се самопрогласи и побара нели да ја преземе власта во земјата, додека Русија и она што е интересно многу Турција го поддржуваат Мадуро, наследникот на Чавес, за кој сметаат дека е жртва на обид за државен удар и рушење на тој социјалистички систем кој е ставен во Венецуела. Повторно ќе кажам, интересно што и Турција и самиот Ердоган му се јавил на Николас Мадуро да му даде лична поддршка во неговите настојувања да опстане социјалистичкиот режим во Венецуела. Мора да се знае дека протестите се резултат на повеќе месечните би рекол избори, каде што во парламентот победи опозицијата, но Мадуро со некои укази и закони успеа да го врати парламентот под своја контрола. И оно што е најинтересно е дека оваа експлозија како резултат на тој обид на репресивни мерки. Народот е очигледно со новиот председател Хуан Гуадо, тој е млад 34 годишен председател на собранието на Венецуела, но се уште офицерскиот кор и армијата е од страната на Николас Мадуро, односно на наследникот на Хуго Чавес, така да секој миг ми се чини дека може да дојде до некој непромислен потек да се обиде војската да излезе на улиците и да има обид за државен удар, знаеме како тоа завршува. Така, ако пред некое време прогнозиравме дека ова ќе стане топ вест во светот, сега кога веќе е топ вест, колку би можеле да прогнозираме евентуално исход, како тоа би завршило и дали би евентуално би... Со оглед на фактот дека сите вакви општествено-социјални подвизи, ако можам да ги наречам, или процеси, сепак е потребно некое време. Барем година до 2 покажува искуството на назад, дека кога ќе се појави ваков немир, потоа државата влегува во криза. Времето таму одамна трае, ние не сме го следеле тоа бидејќи сме нели преокупирани со нашите проблеми, а и Македонија како Македонија, морам да кажам јавно, многу малку ги следи светските случувања, сметајќи дека Венецуела е далеко. Јас пак ќе повторам, но тоа ќе се одрази така како се одразува со нафтата, ќе се одрази. Судирот меѓу истокот и западот ми се чини дека почнува да оди лево, десно на сите континенти полека. Што се однесува до состојбата во Венецуела, треба да се знае дека Венецуела изминативе години, особено по смртта на Хуго Чавес, почна да има галопирачка инфлација, луѓето да бидат во сиромаштија, а ќе повтораме држава со најголеми резерви на нафта во светот, што значи дека е богата со нафта и интерес за големите сили. Оно што сакав пред малку само да го кажам, дека интересот на големите сили е голем и веќе почнува онаа иста реторика. Трамп денеска Сабајле побара од Венецуела од Мадуро да поднесе оставка. Мадуро ги прекина дипломатските односи со Соединетите Американски држави и им даде рок од 72 часа на американските дипломати да ја напуштат Венецуела. Белата куќа соопшти дека американските дипломати нема да ја напуштат Венецуела, бидејќи немаат што да разговараат со нелегитимен председател, туку тие ќе останат у соработка со новата влада која ќе ја направи Хуан Гуандо. Во меѓувреме, она што можеби најмногу ме секира е прашањето на еден од американските новинари до председателот Трамп, дали е можно да се изведе војна интервенција, каде што Трамп рече дека за сега немаат планови, но ништо не се исклучува. Дополнителна вест е Москва, која пред 2 часа соопшти, ги предупреди Соединетите Американски држави да не се обидуваат и да не ни помислат да направат било каква војна интервенција во Венецуела. Колку е тоа известно со оглед на домашните проблеми кои Трамп ги има, особено со буџетот и владиниот... Да ја повторам разговорот од пред неколку дена кога бевме ние тројцата во ова студио. Како може да го реши проблемот со зидот Доналд Трамп?
доколку воведе во редна состојба и почна од воениот буџет да зима средства и така со тие средства има право да земе средства и да го подигне тој зид. Кога ќе го земеме во предвид дека зидот е на кај Латинска Америка, каде што е Венецуела, и кога ќе земеме во предвид дека секој политичар кога има проблеми дома ги решава со некаква дефокусирање на јавноста, а Соединетите Американски држави се познати, па и Русија, да некогаш домашните проблеми ги решаваат со војни интервенции надвор. Сите опции не се исклучувани воената опција, особено што руски војни авиони веќе неколку дена се слетани на војниот аеродром во Каракас. Извини што ќе те прекинам, меѓутоа ова звучи на студена војна, на нова блоковска поделба, на трка за вооружување или покажување страф и моќ. Доколку продолжи оваа динамика... Па и самите закани, всушност, инициираат на тоа. Се инициираат многу, бидејќи обкружувањето на Венецуела, како што е Колумбија, е прозападно ориентирано и таму е, на некој начин, американската администрација има големо влијание на Колумбија. Исто така тука е и Бразил. Тоа се државите кои го осудија Мадуро и кои бараат од него нели да се повлече. Од друга страна, рековме Русија, рековме Турција, што е изненадување, од сепак светска сила, без разлика на се, но и таму, нели, Куба е од страната на Венецуела и Боливија, ми се чини, каде што се левичарски влади и кои сакаат да го зачуваат социјализмот по секоја цена. Ми се чини дека се враќа времето од 50-тите, 60-тите години, кога санданистите и тоа социјалистичко движење и Че Гевара се обидува Латинска Америка да ја држат по некој социјализам, а ова ми се чини дека е контраударот сега на либералниот капитализам, кој, иако се сочува со криза во матичните држави, као што е Велика Британија со Брекзитот, Соединетите Американски држави со администрацијата на Трамп и жолтите елеци во Франција, сака брза победа да направи на социјализмот. Добра прилика, ако можам така да ја наречам, да се отргне вниманието на домашната јавност од домашните проблеми и да се сврти кон нешто што може би помалку ги засега и би имале веројатно помали реакции, може би помалку агресивни реакции. Токму тоа и го зборувам. Значи, едно од работите што е познато по историјата е дека американската администрација, односно и во Москва, сите суперсили, за да ги дефокусираат некогаш проблемите, дома прават воена интервенција надвор. Тоа е една од причините. Пак ќе повторам, тој што ќе има контролата врз нафтата на некој начин во Венецуела, ќе има и текако големи бенефити во иднина. И само ќе повторам дека Венецуела е под големи санкции на Соединетите Американски држави, но извозот на нафта не е под санкции, а Венецуела е четврта земја по извоз на нафта во Соединетите Американски држави. Што само укажува на двојните аршини кои ги имаат американците во однос, нели, на тоа што им треба, што не им треба. И го најавува овој проблем кој што допрва ќе се развива. Па јас верувам дека тој проблем тек допрва ќе се развива и доколку не се договорат големите, таму ќе дојде до граѓанска војна. Крша, така да се надеваме дека до тоа не би дошло во секој случај. Мислам дека тоа е целото време кое што го имавме во овој блок. Само уште информацијата за исто ја начнавме во вторникот, а тоа е случувањето на Светскиот економски форум во Давос. Да нагласиме дека премиерот на оваа држава, Зоран Заев, се наоѓа на форумот и денеска остварил повеќе средби, помеѓу која и она со генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг. Ќе видиме дали е тоа вовед во нешто што е во најава. Кажавме, Ципрас не е таму поради неговите домашни проблеми околу Преспанскиот договор. Еден од многуте лидери кои не се таму поради домашните проблеми. Меѓу кои и Трамп и меѓу кои шефовите на државите на 5 земји постојани членки на Советот за безбедност. Значи најмокните. Така. Дејан, ти благодарам и за оваа исцрпна анализа. Се гледаме следниот вторник. Почитувани гледачи, тука некаде завршуваме крајот на ова наше денешно дружење. Од овде ве оставаме со забавниот дел, секако неколку часа посветени на добра забава, на мода, секако со нашиот Сергеј Варошља и потоа во доцните часови секако продолжува отвореното студио со колегите Анета Кочишки и Александар Чомовски. Овде се одјавуваме јас и колегата Александар Баневски. Имајте пријатен ден. Кристијан. Пријатно и од мене.